До крајот на неделата премиерот Мицковски најави дека ќе ги достави до собрание предлог и мињата на министрите во реконструираниот владин состав, а утре веќе до крајот на денот се очекува да ги финишира и официјализира преговорите со владиниот коалицијски партнер вреди на оваа тема. Според неофицијалните информации, како што објави веќе телевизија 24, се уште во игра се поранишниот портпарол на владата на Зоран Заев и на Никола Груевски, Мухамед Хоџа, но и Недим Рама, шеф на кабинетот на Меджити во екологија, а за Беким Сали, кој треба да го заземе местото на Изет Меджити, се уште нема договор дали со тоа ќе добие министерство со или без ресор. ТВ24 веќе објави неколку неофицијални можни сценарија, односно не се исклучува можноста Орхан Муртезани да ја замени фотелјата во евроинтеграција со заменичко место во одбрана, додека во европски прашања да седне Арбен Фетај. Сепак премиерот Мицковски денеска не спомна конкретни имиња, бидејќи рече за неколку дена ќе излезат и со официјалните. Мислам дека до утрешниот ден ќе се финализираат сите работи и очекувам оваа недела да ги доставам до парламентот. Вчера во гостување на 24 анализа министерот за економија Бесар Дормиши посочи дека има уште многу работа до крајот на својот мандат, што имплицира на тоа дека не очекува трансфер во друго министерство. Ние фокусирани сме на ресорот што работиме, сме докажале до сега многу работи што сме ги направиле, сме ги докажале и успеите. Нормално дека до крајот на мандатот имаме уште за да работиме за тоа што го имаме ветено пред граѓаните да го исполниме. Сепак ТВ24 веќе објави дека во постконгресната реконструкција на ВМРО ДПМН фиксни се правда и земјоделство, култура, а промени не се исклучува да има во локална култура и одбрана. Освен во владата, Мицковски најави и смени во партијата по Конгресот, ќе има промени во извршниот комитет, подпредседателите, а веќе дел од членството го пикирале и местото на генералниот секретар, но дел од функционерите на ВМРО ДПМН велат дека по победата во Кичево и по 55 градоначалнички места, Ѓорѓија Сајковски е бетониран на партиска функција.